Počna proslavata na Golema Bogorodica vo regionot najmasovno se slavi vo Berovo i vo Štip. Crkvata vo Novoselo go slavi svoj od patron praznik uspenijeto na presveta Bogorodica, posveten na denot koga Majkata Božja go napuštila zemniot i se preselila vo nebesniot svet. Ја положиле Мајката Божја во гробот на Свети Јоаким и Јана, нејзините родители, а по 3 дена Свети апостол Тома дошол и ги замолил своите браќа апостолите да го покажат гробот, да го отворат, да за тој да ја целива за последен пат Мајката Божја. Кога го отвориле гробот, таму не го нашле телото на пречистата, но само нејзината плаштаница која стоела на плочата наместена. Значи Мајката Божја со тело е воскресната и е земена на оној свет. Tradicionalno za Golema Bogorodica vo Novoselskata crkva doaѓаат стотици верници, сите заедно да се поклонат пред Спасителката на човечките души. За здравје, за фамилија, за деца, за жена, за тоа. Запалуваме свекичка за мене лично, за сопругата и пред да запалам прекрстам се, кажам го, молитвата кажам и ставам свекичката во свеќарникот. Ако е празник и неделчен ден и други празници, што се да се исповедаш и да си направиш обичај пред својот храм. Прославата започнува уште од вечерва, а како добри домакини, гостите новоселци ќе ги пречекаат со посна трпеза. Има 1000 души да јадат. И зелка со оришче и гравче. Вкусна сега се прави без зејтин, без ништо. Само кромит ставиме на зелката прас повише и то. Освен во Štip, празникот масовно се одбележува и во Карбинци, во манастирот Свети Ѓорги во Баргала, а голем број верници и годинава заминаа во Берово, каде прославата на овој празник е најмасовна. Малешевијата како надланка ја понуди својата уникатност и убавина, спакувана во 6-тиот поред етнофестивал на Беровскиот плоштад и сајмот на традиционални производи. Сметам дека тоа што го правиме значи една силна промоција во границите на Република Македонија. Берово очекува илјадници гости за 3 фестивалски дена, а кулминацијата е вечерва со настапот на Здравко Чолиќ. Ќе биде рекордно оваа година. Најверојатно и од овие пеачите што има дојдено и тоа, и како оваа година не ќе биде рекордно. Очекуваме од сите соседни општини, сметаме дека рекорд на население ќе се постигне. Најсрдечно ќе ги дочекаме, бидејќи Малешевијата е прочуена по гостоприемство и сречност. Сцената ја отворија фолклорни друштва од Македонија и Србија. Мене е посебно задоволство и част што сам овде поново. Мене ми е посебно задоволство што сум овде. Брус и Берово се збратимени општини и ние го гаиме тоа богатство и го пренесуваме од колено на колено. И преносимо с колено на колено. Овде сум по 5 пат, ова е наша братска општина. Ние сме збратимени од 1972 година. Познатата малешевска музика годинава ќе ја збогати австралискиот виртуоз Линдси Полак, кој свири на гајда, но создава музика и од најразлични предмети, па дури од морков. Не сум експерт. Јас сум музичар, ама јас мислам музичари во Берово кои свират изворна музика е најдобро во цел Македонија. Вкусот на Малешевијата беше изложен на 30 на штандови. Агромакс како фирма за прв пат се појавува на етнофестивалот во Берово. Голема чест ни е, задоволство е како месна беровска фирма да ги представиме нашите производи. За нас е една успешна година. Се представивме добро на пазарот, се поголем интересот за здрава храна. Овој сам е богатство. Прво се собираат луѓето од сегде, самото дружење, самото негување на културата, цивилизацијата, сето она нели кој што ние го носиме со години, македонштината наша, малешевското. Берово годинава го посвети фестивалот на традицијата, семејството и наталитетот. Градоначалникот Наџински додели 2 парични награди во износ од 100 евра за ергените кои донеле невести од Албанија, но и за семејствата кои минатата година добиле трето дете.